Велес оваа година ја имаше најуспешната питијада. Ова беше најдобриот фестивал на питото и виното. Ваков е заклучокот на организаторите на крајот од манифестацијата. Велес изминативе 3 дена беше препон со гости од сите градови. Според организаторите, потрошен е рекорден број на пити и количини на вино. Велес во изминативе 3 дена го посетија повеќе од 70.000 граѓани на Македонија. Најголем број од нив дојдоа со собствен пренос, организиран превоз, благодарение исто така на македонски железници. Според информациите што ги добивме од учесниците, собствениците на ресторантите, кафулињата и така натаму, ова питијада е рекордна до сега, значи бидејќи се продадени околу заедно со штандовите на улиците, заедно со ресторантите, се продадени 76.260 пити пастемали и повеќе од 17.300 литри вино има испиено. Домаќините, горди на својата традиција, гостите од сите градови од земјава велат дека велешката пастрамајлија е еден од најубавите македонски рецепти. Балканската рок атракција Ван Гог со својот спектакуларен настап го заокружија овогодинешниот фестивал на питата и виното. Фронтменот на групата упати остра критика до Замп и Сокој, вели нема потреба никој да се грижи за правата на музиката од нашата група. Им забранувам на сите да зборуваат во моје име и во име на моето издаваштво. Заклучок, почитувана публико ширум Македонија, уживајте во музиката на групата Ван Гог. Медиуми, емитувајте ја музиката, не обрнувајте внимание на забраните од кои се оградувам. Нема потреба било кој да ме штити од мирољубивите, прекрасни луѓе кои ја сакаат музиката. Македонија те сака групата Ван Гог, а вие од институциите затворете ги вратите, препукувајте се, но не преку наш грб. Голем број македонски музички имиња, но и звезди од Балканот се погрижија за добрата забава на овогодинешната питијада. Дека истата помина повеќе од успешно, говори и податокот што во изминатите 3 дена немало ниту еден инцидент.